душе баце денес кога искачам од притвор, гледам дека има многу душе брижници што се секираат од кај ми се мене 11 милиони евра, па ја баце имам од душа одвајано, од уста одвајано, тие 11 милиони евра, до душе немам од своја уста одвајано, ама битно од нечија уста се одвајани тие 11 милиони евра. Што се фалирате? Да му евам мајката, знаете дека сум ја таков човек, елегантен човек, господин човек, дека не може да дам гаранција милион евра, 2 милиона евра, 3 милиона евра. Што е тоа? Тоа е ситница, што ви рекол некогашниот министер, што да не го именувам сега, па кој нема дома 2-3 милиона евра? Кој нема дома 2-3 милиона евра? 2-3 милиона евра, пари ли себе да му евам мајката? Тебе Зоки да го прашаш, ке ти рече 3 милиона евра, само по 1 евро да ги собераш од црквата и од двате, па ќе ги собереш. Немајте така сега, луѓе, да правиме глупости, мислам. И плюс, не се зафркавајте, бе, луѓе, бе, ќе видите сега во наредниот период, ќе дајде, значи ќе чукне овој, како се вика, апелација и на туѓа вратата, ќе кажат 20 милиона евра гаранција, 30 милиона евра гаранција, 40 милиона евра гаранција. Ево овој Кривоустиев, он може 17 милиона и 6.000 евра да даде гаранција, тоа знам сигурно, знам колку кошта цела работа. Не се зајававајте, мислам, гаранција е гаранција. Сега што се римуе со корупција, тоа е, како да кажам, тоа е убаво, народно е, тоа е македонска поезија, Блаже Куневски, не знам си што, ова. И плюс, гледате што се случи, народот и судиите се под влијание, некој таму лажно сведочи, преку секретарки, преку ова, преку она. И сега таму работа, знаеш, мора да се балансира, тоа е карма, тоа е природа, тоа е енергија, тоа е космичка енергија. Мора, ако некој лажно сведочи, мора да те пуштат од притвор, да има баланс, да му ева мајка, да му ева. Немајте така, нова година не сум чекал со своите дома, пашка 201 швалерка ме чекаат надвор, сите ти имаат потреби. Што се 11 милиона евра да бате да му евам? Во светот по корупција. Толку сме корумпирани што не имаат корумпирано да го препуштиме првото место. Квази држава во која секој се што е на продажба јавно, транспарентно и никој ништо не му може на корумпираниот, затоа што оние што треба да го санкционираат, според словото на законот, се покорумпирани од него. Оној јавниот обвинител блада нешто на телевизија како демек работеле по закон, дрнјариња, шие мугаџура, а од Марс се гледа дека секој ден постои некој корумпиран во обвинителството, судството, полицијата, царината или во политиката. Знаете како се гледа дека е некој корумпиран? Многу е лесна констатацијата, најлесна е на свет. Кога една работа нема логика, тогаш се работи за корупција. Човечка логика, мислам. Секаде во општеството каде што нема логика, таму има корупција. Едноставно е многу. Има логика штрајкот на даскалите да биде ставен во мирување и да не добијат ништо. Дали има ова логика? Нема. Па Јакимчо тоа го објасни, иако никој ништо не го разбра. Како што објасни онаа несреќена Реджепи кога доброволно го киднапираа за да го средат новото парламентарно мнозинство. Иста работа. Немаше логика да се потпише на мнозинството и да го снема 3 дена. А потоа раскажуваше фантастични приказни како оние за Хари Потер, за Еу и за жена му. А приказната е една. Корупција, корумпирани битанги. Сега на тие корумпираните што раскажуваат приказни без логика ќе им вработат жени, швалерки, деца, ќе им дадат тендери и готово. Корупција, како што беше корупција со осудените за 27 април. Ги осудија 180 години за реално здружување во толпа и хулиганство, а го залепија сето тоа или го завиткаа во бландата на тероризам. И тој што отвори вратата, прославениот крстомуковски вратарот, го почастија со тендери. А ако не отвореше вратата, ништо тоа немаше да се случи. Така, немаше да има последици, историјата ќе беше малку поинаква. Вака, историјата се создаваше на база на предавство и корупција, чиста логика. Ама не, кога логиката престанува, корупцијата владее. Според оваа логика, 300 спартанци кои во 480 година пред нашата ера ги соприја лјадниците персијанци на Термопилите, не се валидни за таа приказна. Кој што Крсто не е валиден дека отвори врата што беше блиндирана и при тоа во државата создаде трајни последици со векови.
Исто ко спартанциве, нели? Ама спартанците испозагинаа до еден, а на крсто влакно од глава не му фали. Дури е полн како брод, како гусарски брод. Ама без логика на неговото место лежат други луѓе, вкупно 180 години затвор. Се е можно кога си корумпиран, луѓе мои. Тоа е, корупцијата е најгадниот криминал, а ја гледаме секој ден. Се е корумпирано и локално и глобално, се корумпира со бенефиции, со тендери, со грантови, со ваучери, со вработувања, и тоа го прават највисоки институции, се е корумпирано. Абе, на мочање не можеш да отидеш без корупција, а камоли на операција или на суд. Боже, пази, Боже, пази. Затоа се вика, не раскажувајте бајки кога ја објаснувате корупцијата, затоа што бајките немаат логика. Таму каде што владее логиката, владее и правото. Логично ако си криминалец да лежиш затвор. Не е логично професорите да добијат тикви со расол, а некој познат да добие грант од 1.400.000 евра. За крастајци да сади. Крастајци криви. Ме молам. Вака како што изгледа, нема надеж. Дури и ти, Анджелина Джоли, ако ми дадеш. И пак нема надеж. Ние сме во клиничка корумпирана смрт. Се е корумпирано. Самата логика кажува дека некој издал 200 пасоши на криминалци, а судот дава огромни казни за влечење коса. Но за одземање живот казната е мала, затоа само дајде, пуштете си онака од срце, бе. Абе, терајте, бе. Обвинителите се глуви кога јавно се кажува дека парите од рекетирање ги зеле нивните политичари наредбодавци, кои ги има на илјадници, ги има на фотографиите и документите, нели? Тоа е тоа. Народот ја препознаа корупцијата затоа што ја знае логиката. Правото може да го извртите, но човекот се раѓа со чувството за логика. Затоа логиката е најважниот чекор кон вистината. И да знаете, ако сте корумпирани, чабе објаснувате и се правдате. Секој што логично размислува знае дека сте криминалци и корумпирани. Логично, нели? Чиста логика.